7 години живее без струја и вода. Во неговиот стан буквално не се седи од неподносливата смрдеа. Заборавил кога последен пат се искапил, не зема никакви приходи, живее само од малата парична помош која му ја дава црквата Свето Благовештение и хумани граѓани. Секој ден јаде само лепи маргарин. Ова се нечовечките услови во кои што живее 52 годишниот прилепчанец Тони Наумовски, кој има и нарушено психичко здравје. Зимава како се грееш? Никако че се напокриваш. Сио со лалишта и ама џаве воздух ладене. А вода? Како се снаоѓаш за лична хигиена? Од комшите земам. Во шишина. И каде се миеш? Надвор че се измијам долу. Во ходници не ме за перење едно друго тука. Вистинско чудо е како досега воопшто е жив. Не добива ниту социјална помош бидејќи на негово име. Кога починал татко му останале над 7 декари земја во селото Суводол, Македонски Брод, за кои не знае ниту каде се наоѓаат. Го чува и гледа, ако може така да се каже, негов роднина кој ретко доаѓа во станот. Соседите пред 2 месеци поднесле барање до Центарот за социјална работа во Прилеп подитно да превземат мерки и да се згрижи Наумовски. Вела дека повеќе не може да живеат во зградата затоа што од станот се шири неподнослива миризба. Се работи за крајно тешки услови за живеење овде во овај стан, без струја, без вода, без средства за екзистенција. Не се излегува надвор, не можеме ни прозор да отвориме, ни тераса да отвориме, мириса корни. Кај што ќе најде и таму оди по нужда. Од Центарот за социјална работа потврдуваат дека тој не добива социјална помош бидејќи на негово име има ниви, но вела дека од лани од септември Наумовски добивал по 3900 денари нега за туѓо лице. Но никој не знае каде завршуваат тие пари, бидејќи Наумовски не знае и дека воопшто ги добива. Стручните работници стакнаа дека се запознати со случајот и дека повторно ќе прателе тим кој одново ќе го разгледа целиот проблем и ќе утврди дали и како Наумовски може да биде згрижен во институција, доколку државата не реагира наитно. Во прашање се доведува животот на Наумовски.